Добар ден. Во пресред на следната редовна седница на Советот на Општина Куманово, сакавме да ви најавиме одредени теми кои ќе бидат предмет на расправа на самата седница и неколку иницијативи кои потекнуваат од владеачкото мнозинство во Советот на Општина Куманово, всушност од советничката група предводена од Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери. Значи, освен редовните точки кои доаѓаат по програмата за работа на Советот на Општина Куманово, како што се годишните извештаи, кварталните извештаи на јавните предпријатија и установите, овој пат ќе расправаме и за две значајни информации, би кажала, предизвикани со состојбите во работењето на јавните општински установи и јавните предпријатија, како резултат на последиците кои беа предизвикани од пандемијата од вирусот COVID-19. Имено на следната седница ќе расправаме за две информации во врска со претрпените штети на двете јавни предпријатија, јавното предпријатие Куманово паркинг и јавното предпријатие Пазаришта, кои заради потребите од безбедност и ограниченото движење и полицискиот час во текот на изминатите месеци, во некои периоди потполно не работеа, а во некои периоди работеа со ограничен капацитет и дел од нив и понатаму така функционират. Така да, освен овие две информации, кои ќе бидат само констатирање на претрпената штета, планираме понатаму, најавувам, ние како Совет на Општина Куманово да покренеме иницијатива и како да им помогнеме на вработените, особено во јавното предпријатие Пазаришта, кое беше затворено со препораката на владата на Република Северна Македонија за потполно затварање или ограничено работење на пазарите во Републикава и со оглед на штетите кои тие ги претрпеа и неможноста да остваруваат редовни приходи, ќе се бараат напори, ќе се изнедат начини како да се помогне и ние како Совет на Општина Куманово и во рамките на локалната самоуправа, а можеби и од други можности. Директниот повод за тоа што денеска сакав да ви се обратам е иницијативата исто така на нашата советничка група за намалување на уште една последица предизвикана од оваа пандемија, која за среќа стигнува, меѓутоа се уште се справуваме со неа, а со последиците уште долго ќе се справуваме и сметавме дека ние како локална самоуправа покрај пакетите на мерки кои ги донесува владата на Република Северна Македонија, исто така можеме да придонесеме во справувањето со последиците и улеснувањето на товарот на граѓаните. Директна иницијатива на нашите советници од владеачкото мнозинство е ослободувањето од надоместокот на плаќањето на родителите, чии деца ги користат услугите на детската градинка Ангел Шајче, а која исто така беше затворена во периодот од 11 март и се уште не работи. Имено, ние предложивме управниот одбор да донесе одлука, а на оваа седница ќе расправаме и се надевам ќе биде усвоена одлуката за потполно ослободување од плаќање на надоместокот на родителите, чии деца не ги користи услугите на градинката од периодот на затварањето на градинката се до периодот до нејзино потполно ставање во функција. Сметам дека ова ќе придонесе и за материјалните можности на нашите граѓани, а исто така дека тоа е правична одлука со оглед на тоа дека не по вина на родителите или по собствен избор нашите дечиња не можеа да ги користат услугите во детската градинка. Ова се едни од можностите кои ги користат дел од локалните самоуправи и кои во оваа ситуација сметам дека барем до некаде ќе ги олеснат животите, секојдневието на нашите граѓани. Да подсетам дека на една од минатите седници, на последната редовна седница всушност, исто така одевме со одредени олеснување на правните, стопанските субјекти во нашата општина. Тоа е намалувањето на комуналната такса, популарно наречената фирмарина, која досега се движеше од 2 до 6.000, а сега го намаливме износот од 2 до 4.000 и ослободувањето на нашите угостители и останатите стопански субјекти од комуналниот надоместок, комуналната такса, кои тие го плаќаат за користење на простор на јавно уредени површини пред своите деловни објекти.
Имено, исто така на последната редовна седница, тие беа ослободени од плаќање на овој надоместок, ова комунална такса, се до крајот на оваа тековна 2020 година. Толку, доколку имате прашања, повелете. Има ли општина Куманово Советот ингеренција да донесе таква одлука или тоа станува нешто од Министерството за труд и социјална политика да се прашате со однос на градинките? Во однос на градинката, значи ние исклучиво носиме одлуки и решенија кои се во наша ингеренција и во рамките на нашите надлежности. Ние како основачи на градинките сме единствено надлежни да ги утврдуваме цените на услугите на предлог на управниот одбор на јавните општински установи. Советите на општините се единствено надлежни кои ги утврдуваат цените на услугите кои ги плаќаат родителите. Како единствен надлежен и одговорен субјект, како што ги утврдуваме цените, така имаме ингеренција во одреден период да ги намалиме или потполно ослободиме, како што тоа се надевам ќе го направиме на 41-та седница, која ќе се одржи во вторник на 27 мај со почеток во 10 часот. С оглед на тоа дека се уште не функционира општинскиот превоз во Куманово, работниците кои што го користат секојдневно реагираат до нашата редакција, кога ќе се нормализира тоа? Имате ли информација или тоа е надлежност на Советот? За ваквата одлука, со одлука на владата на Република Северна Македонија е донесена уредба со законска сила за повторно функционирање, меѓутоа се чекаат исто така зависно од операторите кои го извршуваат овој јавен превоз, нивните можности, проценката и се очекува во многу краток период да профункционира, меѓутоа не со потполн капацитет. Се прават проценка со оглед на можностите, со оглед на безбедносните протоколи, кои линии во рамките и на градскиот и меѓуградскиот сообраќај ќе почнат да функционираат.